Првиот и најзначаен ефект кој го очекуваат граѓаните кои ги користат услугите на комуналното јавно претпријатие Водовод за евентуално намалување на вкупниот износ на сметките за потрошена вода и комунални услуги за околу 10% нема да се оствари. Пресметките и калкулациите по намалувањето на тарифите за вода од страна на регулаторната комисија, врз основа на која стручните служби во претпријатијата и консултанти од земји од ЕУ работат на дефинирање на цените на правните и физичките лица, вела дека тие ќе бидат приближно исти со досегашните, при што ќе се води сметка да не се надмине прагот од 3% од вкупните примања на домаќинствата. Телевизија Кочани дознава дека со методологијата на пресметката цената на водата ќе бележи благ пораст за сметка на намалувањето на цените на комуналните услуги. Инаку во наредниот период ценовната политика ќе има тенденција на изедначување на правните и физичките корисници. Тоа значи дека кај правните субјекти ќе следува намалување на цената на кубен метар потрошена вода од досегашните 65 денари, со тоа што првично таа во 2018 година ќе се зголеми на 77 денари и ќе почне да паѓа во 2019 година на 67 денари и во 2020 година на 57 денари. Во меѓувреме ќе се утврди и тарифникот на услугите на пречистителната станица, но цената и износот ќе се применуваат откако истата ќе профункционира, со тоа што кога и таа ќе биде вкалкулирана ќе нема значителна промена во вкупниот износ на сметките. Сепак, точните и важнички податоци околу новите цени на водата и другите комунални услуги на комуналното јавно претпријатие Водовод ќе се знаат откако истите ќе поминат преку надлежните органи и тела во јавното претпријатие и во општината.